Благодариме. Се наоѓаме на позицијата во студиото каде што ги водиме разговорите. Гости ова утро ни се Давид Неделковски и Татјана Велјановски, пливач и тренер. Нов талент во најава, така беше насловот. 14 годишен е Давид Неделковски, веќе има забележителни резултати, нема да кажеме екстремно добри, затоа што треба да ти остане простор, да сакаш да се докажуваш во животот и понатаму. Давид, ќе почнеме со тебе, дамата ќе не почека малку. Добро утро прво. Добро утро. Добре ни дојде во студиото. Пливање, спорт индивидуален, дали си информиран, ако си млад, имаш пристап до сите информации, дали си информиран дека во Македонија тешко успеваат спортистите во индивидуалните спортови? Па, да. Повеќе време. Дека нема многу можности. Ама... Но? Како го сваќаш пливањето? Сега си со добри резултати, имаш 14 години, 2009 годиште, посакуваш, очекуваш да ти биде тоа окупација и понатаму во животот? Да, така очекувам. Ја планирам се поврз и појак да сум секој ден. И тоа, да имам боле успеси. Добро, и за тоа треба напорно да тренираш, дали го правиш тоа, колку пати дневно тренираш? Еднашка дневно, од понеделник до петок, секој ден по еден тренинг и у сабота два. На таа тема тука е тренерот Татјана Велјановски. Имаме и фотографии, подготвивме на секвенца, информација за режијата. Имаме, подготвени се од монтажата, од дежурната екипа. Татјана, дали Давид доволно тренира? Значи, колку што најнапред добро утро и благодариме за поканата во вашето студио. Значи, Давид е едно дете талентирано, кое секогаш, нели викаме, може и подобро да биде. Колку што е во можност, Давид доаѓа и ги посетува тренинзите. Даваме тренинзи кои му се, нели, согласно со тоа што он може да ги исплива, али секогаш викаме можеме и подобро да бидеме. Да, следното прашање ќе беше тоа, има ли простор за напредок? Кај децата секогаш има, кај младите, так. Да не се навреди, дека го нарекуваме дете, меѓутоа тој сепак е дете, 14 годишен, секогаш има простор за напредок. Какви се условите кај нас за еден пливач да може да се развие во квалитете? Не мора да биде светски рекордер, иако треба секогаш да се стремиме кон недоброто, меѓутоа какви се условите кај нас да се развие во солиден, во добар, просечен европски или светски пливач, да речем? Значи, за да биде добар пливач, мора да биде да се откаже од повеќе работи. Кај нас се солидни можностите, значи, со оглед на тоа што ги користиме, нели, го користиме спортскиот центар Борис Трајковски, базенот Борис Трајковски, каде што имаме изнајмено термини таму. Малце е тешко, затоа што треба да се усогласи училиштето, треба тренинзите, многу откажувања треба. Мислам дека ќе биде све како што треба. Имаат ли слух наставниците, има ли слух училиштето за твоите резултати, за она што го постигнуваш, Давид? Ти дозволуваат ли да отсуствуваш од настава на времето кога ние бевме деца? Тоа беше пред 30 на години на твојата возраст, например, 31 година, 32 веќе, пред 32 години. Едноставно тие што беа надарени спортисти, тие што беа талентирани, им беше дозволено да отсуствуваат од настава, а потоа тие да вратат со учење на лекциите кои што ни го учевме секојдневно, ти учеа кампањски, меѓутоа ете, повеќето од нив станаа спортисти и сега се го имаат главниот збор во македонскиот спорт, дали претходно како играчи, дали сега како тренери. Дали во денешно време образованието има слух за ваквите деца што се талентирани? Да, има. Еве, например, јас кога ќе одам на некој надвор од Македонија, ќе знае класната моја и сите наставници и кога ќе се вратам ќе ме прашаат што сум направил, како сум испливал, што сум успеал таму кај што сум бил. И ми дава да отсуствувам, но нормално, ќе треба да се вратам на учењата, да ме испрашат некој друг ден. И се враќаш ли на учењето? Да. Не оставаш материјал? Да. На минатото летно државно првенство, прво место 50 метри делфин, 100 метри делфин, 200 метри делфин, 400 метри мешано, 4 пати по 100 метри во својата категорија постари пионери, второ место кадети во 200 метри делфин. Многу е тешко за пионерите да се натпреваруваат во повозрастна категорија, особено во тие години, во тој период од животот е многу евидентна е разликата меѓу децата на таа возраст. Во склоп на македонскиот куп 5 маратони од по 2,5 километри,
на еден второ место на останатите четврто, најдобар во Македонија во својата категорија. Колку Татјана, ова што досега го има и 4 пати по 100 мешано во декември 2023 рекорд државен, да, и 4 пати по 100 метри краул. Колку ова што досега го има остварено и исполнето Давид е поттик или бреме што го носи со себе? Вие како тренер може најдобро да ни го кажете тоа. Значи, Давид е едно талентирано дете, кое може многу повеќе од ова. Тоа е постигнато благодарение на одвоеното време, благодарение на обврските што ги има преку целата година. Се работи макотрпно со Давид. Времињата што се постигнати, значи е најдобар пливач во далечинско пливање на 2,5 километри. На летното државно првенство, како што кажавте, нели е најдобар пливач во неговите категории. Талентирано дете. Имаме еден не е проблем, туку е еден момент кога станува збор за македонскиот спорт, особено во индивидуална категорија, во индивидуални спортови, меѓународните настапи. Потребни се средства, потребни се стратегии долгорочни што ние немаме, мора да признаеме, сакале или не, мора да го признаеме тоа. Како се чувствуваш кога ќе одиш на меѓународните надпревари? Дали на оваа возраст од 14, претходно 13, 12, 11, 10 години, колку и да тренираш досега, како се чувствуваш со останатите твои врсници од другите земји? Па, можам да признам, кога, например, ќе одам во Србија или негде надвор од Македонија, таму има поголема конкуренција, појаки се детета и само појако треба да пливаш, за да можеш да победиш. Освен пливањето, други услови кои се потребни? Редовен сон, исхрана, на твоја возраст, што се друго треба да се применува со цел да се стане добар пливач, добар спортист? Па нели, треба балансирана исхрана, треба да имаш добар одмор, посебно, например, у сабота дека имам 2 тренинга, треба да станам рано са бајле, после да се наспиам. Треба или стануваш? Станувам. Треба да се наспиам, да се одморам, за да бидам спремен за втор тренинг. И та. Така, значи треба многу откажување, треба голема жртва, Давид, за да се стане добар спортист. Какви не се условите генерално во македонското пливање? Генерално условите се солидни во македонското пливање, каде што нели кажавте за да се излезе надвор од државата е потребно финансиски средства кои тие финансиски средства ги обезбедуваат родителите на децата, каде што воопшто не. Ако не можат родителите? Тогаш детето нема да оди на надпревар. Значи, или ако има некое спонзорство, да се даде... Ако се сожали некој или ако види, ако свати дека на некој дете нешто може да му се помогне. Затоа што едно излегување надвор од Македонија навистина кошта. Чини многу. Добро, може само да ви посакаме многу успех вам и на пливачки клуб Скопје од каде што доаѓате. Уште еднаш Давид Неделковски, пливач, и Татјана Велјановски, тренер. ПК Скопје е еден од нашите најголеми расадници на пливачи, така беше во изминатите години, посакуваме така да остане и понатаму. Тренирај, напорно, храни се здраво, живеј спортски, еден ден тоа ќе ти се исплати многу, да знаеш. Ти благодариме за учеството, Тања. Ви благодариме на поканата.